друго не прави, не се туку само зборува за својот конј, па тоа смета за своја особена доблест, тоа што мислам да го подколам. Без се плашам дека неговата мајка сгрешила нешто со некој конјар. Второ, грофот од Палатин. Што прави? Тој само се мршти на риса и никогаш не се смее. Јас мислам дека тој човек во староста на риса ќе стане некој филозоф. Јас на риса попрво би се омажила за мртовечка глава отколку за него. А што ги речете за мисија Лебон? Monsieur Le Bon. Je suis Monsieur Le Bon. Je suis un grand artiste. Je suis паранојак. Знам дека е гревна риса да се подбива човек, но јас мислам дека тој Monsieur Le Bon, попрво би се степал со својата собствена сенка. Па да, тој кога би ме сакал до лудило, јас не би можела никогаш да му одговорам со љубов. А младиот германец, внукот на саксонскиот војвода? Никако, тој ниту ме разбира мене, ниту јас него. Тој не е убав, но за жал може да разговара само со... Пантомима! А и чудно се облекува. А личенец? По Кембридж? Младиот барон од Англија? Нихт! Германецот. Тој германецот. Нихт! Маги нихт! Ај, Дойчвайн! Никој изутрина кога е трезен, не риса, никој напладне кога е пијан. Тој кога е најдобар е малку полош од човека, кога е најлош е малку подобар од животна. Но ако се понуди да одбира, и ако го одбере вистинското, вие нема да извршите волјата на такови. Епа затоа, од стравото од нелошето на рисата мон, стави по голема чаша вино во погрешното ковчеше, ама риса сум уверена дека тој ќе го одбере она на кој што стои чашата, ама не риса, јас не ќе направам само да не се омашам за суѓе. Бегаш да умра, толку не би да ми избрана според последната волја. А дали се сеќавате на еден венецијан, кој доаѓаше овде во придужба на маркизот од Монферат? Да. Басанија, така би му решила. Мислам од сите луѓе, тој најмногу заслужува да добива поважање. Да, си спомнувам убаво на него и си спомнувам дека тој ги заслужува твоите похвали. Моите похвали?